Што ли е воа, што го најдов натре во рудникот? Остатоци од бабарога. Здраво живо, јас сум Димче, а се враќам повторно во рудникот кој што го открив пред неколку недели, да видам убаво каква е таа руда под зидот и дали е злато, како што викаа некои, или е дали само железо, или дали е ова нешто неистражено и нешто неоткриено. И да видиме какви тајни крие овој рудник. Па ајде по мене, одиме заедно. Пред да продолжам со видеото, би сакал да се заблагодарам на сите мои членови, на сите мои претплатници и на сите мои поддржувачи и истовремено да ме поттикнам и вас другите кои што се уште не сте станале членови, да станете членови на Сонцегор каналот, да го поддржите и да продолжиме да истражуваме заедно. А сега се враќаме на видеото. Во македонската митологија е многу познати се приказните во кои што се зборува за средната, долната и горната земја. Наводно ние живееме во таа средна земја, под нас има цел еден друг свет или цела една земја и над нас има цел еден свет. И мене ми е посебно интересен тој подземниот свет, затоа што или тој долниот свет, затоа што скоро во сите земји има некои кажувања за тој подземен свет. Некаде се вика Агарта, некаде се вика подземно кралство само, кај нас наречен секако подземен свет. И интересно е што за тој подземен свет сите народи имаат свој приказни кои што се многу слични, а нашиот народ раскажувал приказни дека во тој подземен свет живееле луѓе кои што се големина колку кокошка, односно ние како што ги викаме сега џуџиња, мали луѓе или слично. Нашите предци тоа го кажувале во многу бројни приказни и често се случувало некој од нас да западне во тој свет, дали паѓајќи во некоја голема дупка, дали губејќи се во пештера, па тој доаѓал до некој така наречен магичен подземен свет, во кој што дури имало и свое сонце, значи не било темно, било светло.
И многу од тие приказни се многу интересни затоа што луѓето за да се вратат назад на овој среден свет наш, во приказните користеле превозно средство, тоа е опишано како многу голема птица, некогаш огнена птица, некогаш само како голем орел. Меѓутоа, за да се вратат на оваа средна земја, тие морале да патуваат на таа голема птица, што е многу интересен податок. За жал, многу од тие приказни не се зачувани. Има неколку само зачувани, кои што јас успеав да ги најдам, меѓутоа се многу интересни. Ние затоа и сме се опашувале на половината, мажите ставале појас, а жените ставале ремен, затоа што живееме во средната земја. За тој подземен свет многу истражувам јас и како што се зафркавам би сакал некогаш да го најдам влезот, и јас да се уверам дали се тоа само приказни или дали стварно постои свет кој што е скриен од нас и за кој што сите народи раскажеле свој приказни. Овој рудник сепак не е од злато, нема злато во него, мислам дека е за железо. Вау, какво ехо има интересно. Ова е тука неверојатно ехо. Меѓутоа беше интересно да се истражи и секако одиме понатаму.
Аве. Толку од ова видео, си тргам назад, почне и да врне. Ви благодарам што го изгледавте ова видео, што бевте со мене, што се дружевме повторно. Станете членови луѓе, претплатете се, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.